Драги сограѓани и почитувана јавност, информацијата за тоа кои се луѓето вработени во Министерството за политички систем, јонеси по музејниците или попознато во јавност како Министерството на Артан Груби, треба да се информации од јавен карактер, но од држава се третираат како најголема државна тајна. Според член 10 став 1 алинеја 6 од Законот за информации од јавен карактер, Министерството за политички систем се обврзува на својата веб страна да ги има наведено своите вработени, односно нивните позиции, како и нивните службен имејл и службен телефонски број. Нешто што отсуства на страната на Министерството. Поради ова, секторот за политички систем при политичката партија Левица се одлучи да поднесе барање за информација од јавен карактер, на кој Министерството на Артан Груби е задолжено во рок од 20 дена да даде повратен одговор за тоа кои се луѓето кои го јадат лебот на граѓаните на Македонија. Но очекувано Министерството на Артан Груби не добивме никаков повратен одговор. Овој противзаконски молк од страна на Министерството за политички систем ние го проследивме со соодветна жалба до Агенцијата за информации од јавен карактер, жалба која беше усвоена и која го наложува Министерството во рок од 15 дена да одговори на поднесеното барање. Решението по жалбата е донесено на 12 февруари, но месец и половина подоцна немаме добиен никаков повратен одговор, бидејќи евидентно е дека за Артан Груби не постојат закони. Состоја документација скенирана, како и целосниот процес детално опишан, го испративме до Славица Грковска, вице-премиерката за добро владење, до државните институции кои се задолжени со забранење на човековите права, како Народниот правобранител, до сите релевантни локални меѓународни невладини организации кои тврдат дека се занимаваат со правата на граѓаните, како Институтот за човекови права, Фондацијата Метаморфозис и Хелсинскиот комитет за човекови права, нашите така наречени главни стратешки партнери, односно Европската Унија, како и сите поважни амбасади на земји членки на Унијата, не со цел да ни го решат нашиот наддржавен проблем, туку да бидат известени дека додека се жалат за човековите права во Македонија, односно отсуството на човековите права во Македонија, тие даваат безрецепна поддршка на најголемите прекршувачи на истите. По испраќањето на овој имејл до денес се поминат цел месец, а немаме добиено никаков повратен одговор ниту една институција, ниту од Славица Грковска, која е задолжена да спречува вакви самоволија на функционери, ниту од Европската Унија, ниту од наводно загрижените невладини организации. Тука се отвараат низа на прашања, како, зошто е идентитетот на вработените Министерството за политички систем толку голема државна тајна, што точно работи Славица Грковска, ако воопшто не интересира вакво еклатантно прекршување на законот од страна на Артан Груби, и што точно треба да направи еден граѓанин во Македонија за да ги оствари своите законски утврдени права.